Пониква беше и остана еден од најпосетените планински туристички места во источниот дел на државата. Посетители имаше како од Кочани, така и од останатите градови во Македонија. Но забот на времето, на кој 40 години беше оставен ски центарот Пониква, си го стори своето, па неопходно беше негова реконструкција. И да, после долго време истиот беше реконструиран со што се овозможи побезбедно и поквалитетно скијање. Овозможуваме да овој скијачки центар го задржиме во ваква состојба како што е, се до моментот до кога ќе се створат услови да се изгради нов, модерен, европски скијарски центар кој навистина ќе ги задоволи вкусовите и на најпробивливите љубители на овој зимски спорт. Ние како локална самоуправа и понатаму продолжуваме со аплицирање со разни проекти до владата и до сите други меѓународни организации. Мене ми е особено задоволство што овие ски лифтови повторно се ставени во полна функција со реконструкција која се одлагаше цели 40 години. Беа заборавени во времето, а денес со нивната безбедност стануваат потенцијал за рекреативен и спортски туризам, а ски центарот Пониква со уште поголем капацитет го добива заслуженото место на атрактивен регионален зимски ресорт. Осогово лично и различно е слоганот на кампањата кој го следеше процесот на прогласување на Осоговскиот рурален предел под заштита според најдобрите европски практики. Со тоа, по 40 години се отвори и разреши прашањето со кое дел од Осоговските планини стануваат заштитено подрачје. Минатиот месец ги прогласивме Осоговските планини за заштитен предел. Со тоа го ставивме под заштита специфичниот Осоговски рурален предел, кој ги потврдува карактеристичната поврзаност меѓу луѓето и природата и исклучителните природни, културни и историски вредности на Осоговските планини. Голем дел од новите можности влегуваат во политиките за живување на селата во и околу заштитното подрачје, како и поттикнување на традиционалното земјоделие, овчарството, пчеларството, одгледувањето локални сорти растенија и раси животни, типични за овие наши предели. Осогово е посебно у повеќе аспекти. Во Осогово вековната интеракција меѓу човекот и природата резултира со појава на уникатни предели и мотото на кампањата што го пратеше процесот на прогласување најубаво тоа го покажува. Осогово лично и различно. Нашите природни вредности и богатат биодиверзитет во комбинација со културните традиции не издојуваат како држава со редок потенцијал за локален, но и интернационален туризам. Во прилог на разновидните потенцијали е и проектот Планински велосипедски рај, со кој што е предвидено изградба на планинарски дом со 28 легла и 2 велосипедски патеки од Пониква до Кочани во должина од 35 километри. Овој проект е финансиран од доверителски фонд на Европската Унија, администратиран од Светската банка и се очекува да заврши до мај наредната година.